Многу е убаво чувството и кога ќе излезам во друга земја и на друг јазик, за друг пазар. Не се фаќаат самите издавачки куќи за превод на такви дела и бараат често да е преведена на англиски прво, за да можат да го прочитаат, за да видат дали е тоа ризик или не. А веќе ова беше друг момент што се случи со представите. Но сепак ми е многу драго дека прво во Македонија излезе, дека ета Нела Витошевиќ уште неколку години претходно аплицираше во Министерство за култура со истиот проект и ета по неколку години го доби, но ета таа беше првата што препозна дека има некој драмски капацитет во овој текст за кој што јас не бев воопшто свесна. Патриархатот е нешто што уште е проблем во многу контексти, не само во нашиот. И Румена тоа многу добро го разобличува, многу фино ги крши табуата, многу интересно зборува за стигмите и за мене беше стварно предизвик како режисер да прво да направам праизведба на еден текст кој што се раскази меѓутоа драматизиран и тоа да е на авторка која што е апсолутно многу позната, призната и феноменална според мене во нејзиниот стил на раскажување. Meni su bili najzanimljiviji odnosi među samim ženama, zato što u svakoj priči u prvom planu imamo protagonistkinju, ali uvek je ona u dijalogu sa ženom koja je negde u drugom planu, a negde je ravnopravna kao ulozi prijateljice, majke, mentorke i tako dalje. Meni je to bilo jako zanimljivo i po tom principu smo radili selekciju priča, kako smo ih birali. Čitam Rumenu i shvatim, pa ova žena misli na isti način koji ja. Ona je isto shvatila da ako hoće da, znači, da jedan način da je čujemo šta govori je da se pravi da priča intimne priče, a zapravo priča stalno priča o društvu i o tome, o tim mehanizmima kako funkcionišu. A da ne govorimo o tome da meni to sve bilo strašno poznato, a kad smo krenuli da radimo u Ljubljani smo shvatili da nam je svima to bilo strašno blisko i poznato. Мислам дека генерално сум била изнервирана и се уште ме вознемирува и ме нервира и ме лути таа една неискреност во општеството што се продава како доблест, затоа што недвосмислено се гледа во едно вакво општество во која позиција е жената и колку треба да трпи и колку е сушност дискриминирана. Така што јас живеев некако и се уште ме иритира тоа и решив на извесен начин да го исмеам. Treba da se problematizuju tabu teme koje apsolutno objedinjuju ceo region iz vizura žena, zato što to nije slučaj ni u pozorišnoj istoriji, ni u književnoj istoriji. Odaberite bilo koju sferu umetnosti, to prosto nije osvajan taj prostor i onda je jako bitno da se čuje taj glas. Румена, и како овие женски теми да излезат од женскиот круг, бидејќи мојот начин напишана од жена ја поставуваат на 3 сцени, жени авторки и се чини дека приказната останува во овој затворен круг. Всушност ме радува што се авторки повеќе од автори. Искрено мислам дека тоа покажува дека сите некако сме воспоставиле некое сестринство и разбирање меѓусебно кое што може само да води во прогрес. Не можеме да очекуваме ние дека не знам ќе се појават 15 жени кои што пишуваат на вакви теми во Македонија. Па нема, затоа што е мала земјата, ние што очекуваме дека кој знае колков е пазарот? Не, нормално е да има 2, 3 или 4. Не мора да има 15. Така што од тој аспект не мислам дека нешто сум направила надвор од тоа што се очекува во ова време.